Се уредуваат тротоарски површини во населбата Дузлак. Општина Штип издвои повеќе од 900.000 денари пари од буџетот со цел да се реши уште едно од барањата на граѓаните. Дополнително ќе се работи на водоводната мрежа на дел од улиците, а потоа ќе следува и нивна реконструкција. Градоначалникот Иван Јорданов најави нови детски реквизити во паркот во населбата, како и многу нови содржини за сите генерации. Се уредуваат тротоарските површини на една од најфреквентните улици во оваа населба. Повеќе од 800 метри квадратни тротоарска површина ќе биде истретирана и нешто повеќе од 900.000 денари е вредноста на ова кое што ќе се работи следните денови. Во населба Дузлак, освен оваа тротоарска површина која што ќе се уредува, планирано е да бидат опфатени уште неколку улици и со замена на водоводна мрежа, како што е улицата Свети Николска, а веднаш потоа и асфалтирање. Предвидени се дополнителни активности во насока на детски реквизити во веќе постоечкиот парк во населба Дузлак. Јорданов посочи дека активностите во оваа населба ќе продолжат и во наредната 2025 година, а истите ќе бидат предвидени во новиот буџет. На тој начин населбата ќе добие променета подземна мрежа, обновена инфраструктура и многу нови содржини. Освен овие предвидени активности кои што како локална самоуправа ги предвидуваме во постоечката програма за уредување на градожно земјиште, во буџетот за 2025 верувам дека ќе влезат и други потези кои што ќе бидат испланирани и верувам дека ќе продолжат активностите во населба Дузлак со цел урбанизирање и третирање на површини кои што имаат потреба и се на барање на граѓаните. Тротоарските површини кои што денес се уредуваат, верувам дека ќе обезбедат побезбедно движење на пешаците, а секако дека апелираме и до сите учесници во сообраќајот да ги користат површините за паркирање онаму каде што се предвидени, затоа што голем проблем се создава кога тротоарските површини се користат за паркирање на возила. Во меѓувреме се работи на повеќе локации во речиси сите населени места во Штип. Целта е урбанизација и модернизација на градот.